Во студиото го имам господинот Африм Гаши, кој што одамна не бил на утрински брифинг, председателот на Алтернатива, една од водечките опозицијски партии во Македонија. Ајде да тргнеме баш со тоа. Поминува 2-3 години од формирањето на партијата, имавте еден процес на ребрендирање и така натаму, се профилиравте. Задоволни ли сте од тоа каде е денеска вашата партија на политичката сцена? Успеавте ли да заокружите една приказна која можеби се разликува од ова што ви е конкуренција и во опозиција и на власт? Прво благодарам на поканата, ми е чест секогаш да разговарам со вас. Благодарам. И навистина со задоволство дојдов. Тоа што не сум овде подолго време, може би е реципрочно, ама како и да е. Па еднаш два пати се чувме, бевме на пат и така натаму, но секогаш како и да е, навистина. Ќе фатиме чекор. Да. Секако ви честитам за уште концептот, овој утрински, го држите темпото и баш ве будиме наутро, ама па уште сте свежи. Одлично, супер. Мора биоритмот сите да го смениме помалку. Што се однесува до прашањето, јас политичката партија и самата политика ја гледам малце по-длабоко и по-долгорочно, затоа и 2014 кога ја формиравме партијата и 2018 кога го направивме првиот конгрес и 2019 кога се ребрендиравме, беа тие мали предизвици кои во таа голема визија што имаме за нашата политика, за нашата држава, за воопшто за политичката мисла и идеја што треба да се створи во оваа држава, мислиме дека партијата е поставена на многу здрави темели. Тоа мене ми е најбитно. Јас не се гледам себе си како човек кој ќе стави клуч на партијата, само како човек кој ги поставил темелите на оваа партија. Во албанскиот блок, како што стојат сега работива, не знам како иде понатаму, и треба една политичка партија која е десно од центарот и која ги представува тие албански гласачи кои се по-конзервативни, по-традиционални гласачи, дотолку што е важно особено во мултиетнички држави како нашата со повеќе различности, многу е битно да се креира култура на почитување на различностите и така мислам дека можеме да од држава која ги се проколнува себе си што е различна, можеме да станеме воопшто и држава која ќе се горде со таквите различности. Не само тоа, туку тие различности даваат една избалансираност во политиката, бидејќи во суштина ништо без компромис не може да се постигне. Значи би се радикализирале веројатно политичките ставови многу полесно и би се мобилизирале да не е вака шарено. Заред тоа шаренило. Дури и релативно мали партии, вашата партија не е партија која што е многу голема, но со своите 4 представници во парламентот игра значајна улога во градењето на опозицијските или на оние структури кои што се на власт. Како ви оди соработката со поголемата партија албанска во опозицијата на господинот Села со партијата Алијанса за албанците? Па според мене бројот на пратеници, бројот на советници не е индикатор за големина на партија. Јас мислам сепак дека постапките и политичките одлики кои ги носиме зборуваат за нашата големина. Како и да е, во еден политички моментум и контекст, битно е тоа. Бројките, впрочем, демократијата е бројки и процедури. Меѓу другото, да. Да, меѓу другото, но сепак не треба да го сведеме тоа само на тоа, бидејќи така ќе рушиме нашата перспектива и иднина. Имавте шанса да влезете во власт. Одбивте, мислејќи дека останувајќи вон власта подобро ќе се одржи тоа врз партијата. Се покажа таа проценка како точна или? Па ќе видиме како не ми е битно. Прво ние ја градиме партијата врз основа на некои принципи кои се базираат на основни можеби човекови принципи, универзални некои почит, достоинство, доверба. Добро, Африм, сите тоа го велат во политиката. Добро ама да го образложам тоа што ме прашавте. Ние заедно бевме на избори со Алијанса за албанците и не би било честно после избори тие гласачи кои заедно не гласале сега да одиме ние во влада, а да ги оставиме тие што гласале да бидеме заедно. Мислам дека тоа заради некои принципи мораме да живееме без разлика на
политичката цена која би ја плаќале во иднина. Затоа кога се однесуваат кога сме исправени пред вакви предизвици, секогаш се обидуваме да го избереме тоа што е на страна на честноста, одговорноста, довербата меѓусебна и кон гласачите, и не само кон Алијанса. Нас ни беше многу побитен односот со нашите гласачи, а и во политичките односи. Знаете, можеби понекогаш моментумот ќе сакате да го фатите, да бидете дел од влада, да земете неколку министерства, па да се докажете, ама некогаш многу е битно политичките и противници, но еве колеги од сите политички партии треба да знаат кој е Африм Гаши во однос на лидерот на алтернатива или алтернатива што представува и кога се влегува во соработка со таа партија, што може да се очекува од нив. Господинот Села не е веројатно еден од полесните политички партнери за договарање, бидејќи ние што следиме политиката знаеме дека тој е еден изворено интелигентен човек, но прилично хрватите би рекло осебујат. Има понекој ставови кои што се резки, кои што се да кажам понекој и тврди, помалку е склон за компромиси, успевате да најдете заеднички јазик, бидејќи гледаме и триење на таа линија. Па досега сакам да мислам дека е јасно и само ако ги следите постапките, ние во собрание се согласуваме многу добро. Успеавме да најдеме заеднички јазик. Еве гледате, координаторот на пратеничката група е од нашата партија, тој е доволен компромис, знак од нивна страна дека не е битно да се покаже доминанција во секој домен, туку и во однос на постапките или одлуките, предлог законите што ги поставивме, агендата за законот за попис и државјанство беа двете можеби водички елементи кои може луѓето да препознаат како сме се однесувале и во однос на опозиционерството, но и во однос на едните према другите. Сопрене разговорот за спојување меѓу двете партии? Па никогаш не е ни почнат. Добро, бидејќи имаш и такви спекулации. Да, имало, да. Никогаш не е ни почнат. Не. Заедно ќе настапувате на локалните избори? Како ќе се договорите? Отворени сте за други соработки или мислите да одите сами? Прво, ние веќе неколку месеци во алтернатива градиме стратегија како би требало да настапиме на локални избори. Во нашите органи е разговарано и е на некој начин консензуално сме обединети околу идејата треба да одиме со Алијанса, но овој пат ќе зависи многу од нивниот настап. Како ќе дојдеме до коалицијскиот договор. Во математичка смисла, мислите? Да. Број на советници, градоначалници и така. Да. Тоа ќе биде битно. Јас се надевам и оптимист сум дека можеме да дојдеме, веќе се почнати разговори. Оти господин Гаши, ако не дојдете до таков договор, веројатно шансите ќе ви бидат минимални, што би се рекло на Па да. Тоа сте ваде и вие и господин Цела сте свесни за тоа. Ќе се смалат. Ќе се смалат, да. Во ова политичко заедничко делување на нашите две партии како коалиција не би било дозволиво ниту за нас, ниту за нив да не одиме заедно. Мислам, нема никаква пречка. Затоа мислам дека во текот на овој месец, можеби следниот, ќе треба да го кончаме тој договор. Имате некои фаворити по градови, ваши, на кои би инсистирале? Па има неколку политички фигури кои се прифатливи многу од сите граѓани. Неколку се партиски, неколку за другиве кои се непартиски, а што би било концептуално за нас е битно да победиме на изборите, а уште побитно е да најдеме кандидати за градоначалници кои ќе бидат поблиску до граѓаните. Многу ми е битно оваа компонента затоа што за разлика од централната власт, локалната власт треба да биде малце по-непартиска. Значи, луѓето треба да изберат градоначалник кој ќе се бави со нивните... Сакате да кажете, можеби ќе одите и со непартиски кандидати? Па да, ќе гледаме кај што можеме повеќе да кандидираме луѓе кои се поприфатливи, да не гледат како луѓе кои утре ќе служат на партијата. Ја тоа не го сакам. Еве, јавно го кажувам тоа, кој и да е градоначалник од алтернатива кој би се избрал од граѓаните, нема да и служи на партијата.
ќе му служи на граѓаните, на сите граѓани. Ќе треба да вработи некој партиски активист, ќе треба да нешто пополни која буџетска дупка во партијата, предпоставувам. Па не. Не. Ќе имаме шанса да провериме. Ние сме биле дел од владата и во однос на вработувањето најлошо стоиме, затоа што никогаш не направивме политичка одмазда или партиска на други членови во Министерство за култура и директорските места кои ги водевме. По тој принцип ќе бидеме и на локални избори, секој граѓанин кој има потреба ќе треба градоначалникот да го види како негов градоначалник, не на некоја партија. Од другата страна ви стои ДУИ, кои тврди дека се супериорни во однос на конкуренцијата на локално ниво, кои веројатно ќе соработува и со СДСМ на одредени пунктови, бидејќи ние знаеме дека има општини каде што едни или други гласови етнички решаваат за избор на градоначалниците. Како ја проценувате силата и моќта на ДУИ на локално ниво? Добро, ве прашувам не само за да ми даете опозицијски одговор, туку сепак символично би рекол ДУИ е како пандемијата, значи зао, ама не знаеме кога ќе од имаше некој што ја прогласија мртва пандемијата, па се. Да, јас не би сакал да ја прогласам, но навистина после 20 години владење и они самите знаат дека се во нивниот залез. Сега прашање на време кога ќе биде тоа, дали 5 месеци, 6, една година, 2. Но мислам дека се при крај. Не се радувам заради тоа. Не го зборам ова заради политичка опоненција. Како опонент политички би сакал да бидат послаби од нас, но заради овој политички или партиски континуитет кој не успеаваме да го изградиме, особено во албанскиот дел, е многу лошо што во албанскиот политички блок не успеавме да изградиме колективна партиска меморија. ПДП денес не постои, ДПА е веќе на залезот. ДУИ кога ќе нема да биде дел од владата, пак нема да постои. Според мен. Таа опција ДУИ не ја калкулира. Секој се дел од владата со исклучок на една година. И они знаат и ова го зборам со жалење, не е добро за ниту за политичката ситуација во државата, ниту за нив самите, ниту за албанците. Секој 10 години градиме нови партии. Ова е многу лошо. Затоа, една од битните работи за кои јас, кога ја градиме партијата, ми беше да поставиме политичка партија која е изградена пред организацијата да биде битна теоријата, идеологијата, политичката мисла која ќе биде водечка сила после на организацијата, затоа што една политичка организација, ако нема идеологија и теоретска подкрепа, не може да биде успешна. И имаме безброј такви случаи и во нашата држава, и во како што е ДУИ, впрочем, силна организација без никаква идеологија, ниту знаат дали се леви или десни, по тематски се однесува и тоа не произведува скоро ништо, дури се беа деструктивни за овие 20 години и во однос на образование, и во однос на здравство, и во однос на албанците, и во однос на државата. Од друга страна, една политичка организација која мисли, која гради теорија, која ја гради партијата врз база на некои битни принципи за кои ќе се врзат луѓево, после ќе остане само да ја гради организацијата, што не е лесна работа, многу тешко, треба многу време, но ние токму ова го правиме. Одите по обратен редослед од она што е обичај во Македонија. Ви цитирам еден наслов од Дојче Веле од месец март, вели гаши без фингерпринт бојкот на изборите, без државенство, блокада на законите. Се чини дека и во двата дела од овие заложби има одреден напредок. Докаде сте и со фингерпринтот, докаде сте и со законот за државенство? Прво да кажам дека ниту лично, ниту како партија никогаш не сме склони на политички постапки кои алудираат на блокада, на инаетење, на кревање на политички тензии, но знаете и вие јавноста дека нашата блокада во собранието почна како одговор на блокадата на ВМРО. И ние сегаш така и нарековме блокада на блокадата, не и кога се отстрани таа блокада, ние веднаш ја отстранивме. Идејата ни беше да во однос на фингерпринтот. Тогаш имаше неколку најави дека ќе нема фингерпринт, дека во неколку планински места ќе нема
а тоа за нас е најбитно. Впрочем, за жал, во планинските места, особено во албанскиот дел, има многу луѓе кои се регистрирани во одредени села, планински, а не живеат таму. И секогаш од 7-8 на Сабајле дуе плюс 20-30 гласа заради тој отсутство на тој фингерпринт. Тоа ми е јасно, на секој избор многу ми е битно да има секој граѓанин да си гласа сам. Тоа во однос на тоа беше нашиот Ќе се стигне ли до таа ситуација бар за наредните парламентарни избори? Па намерата ни е на локални тоа да го изведеме. Бидејќи не сум сигурен дали ќе стигнеме на овие локални, како што се дојаат работи. Навистина ќе биде многу тешко ако не стигнеме и ќе нема доверба во процесот. Законот за државенство? Да. Законот за државенство вчера е влезен во собрание, мислам, со наши амандмани комисиски. Ние реагиравме, текстот кој го хармонизиравме заедно со власта, го поднесовме со 10 комисиски амандмани и очекуваме да се отвори дебата во собрание и тој да биде прифатлив за сите политички партии. Сте водели на таа тема разговор со ВМРО ДПМН? Не, ако се сеќавате, премиерот Зоран Заев после нашите разговори на пресконференција, а и во нашите разговори рече дека овој текст ќе треба да го разговара со Левица и со ВМРО. Дали они извршиле разговори, тоа не го знаеме. Тој впрочем тоа го кажа и на пресконференција, но ние не сме разговарале. Зошто ви оди тешко разговор со ВМРО ДПМН? Бидејќи гледате на крајот флертот на политичкиот флерт на албанската опозиција, па и власта без разлика, секогаш оди кон СДСМ. Тој си дозволува и со ВМРО да владее, но што ви е проблемот да разговарате со ВМРО ДПМН? Па во принцип, еве јас како алтернатива зборуваме, сакаме да изградиме концепт кој во однос на македонските политички партии да нема некаква симпатија или омраза. Значи, не беше добро и не е здраво во државата албанците за една политичка партија да мислат дека се црни ѓаволи, а за другите дека се бели ангели. Ниту едното, ниту другото не е точно и затоа треба, можеби ние како политички партии на албанците, тоа да го ублажиме, но сепак тоа зависи од нив самите. Прво, ние треба да се ослободиме во однос на, а ние го покажавме тоа неколку пати на неколку конференции, немаме ништо против да комуницираме и да соработуваме со сите, но се работи и за на секоја партија нивна концепција. СДСМ одлучила да биде поотворена, ВМРО уште се нема решено како ќе постапува во однос на оваа отвореност. Е нивно да одлучат како ќе се однесуваат, но да знаат дека во албанскиот политички, пак особено во алтернатива, може да најдат партнер за соработка во однос на добрите работи за државата. Тоа истото го велат и од ВМРО ДПМН. Вчера беше Мицковски на разговор на Сител, мислам дека повторно во оваа смисла да изјави дека се они отворени за разговор со сите и така натаму, но како што знаете, политиката има редовни проверки, тие се случуваат на избори. И на крајот се тоа убаво звучи, ама еве доаѓаат уште едни избори, а соработка немате. На крај ќе се сведели тоа на, затоа можеби потоа и се сведува на пазарења околу ја тебе толку гласа во оваа општина за толку советници, без суштинска некаква подолгорочна, постабилна соработка. За жал, овој одговор би го дал поопширно, погенерално, како држава и како политичка номенклатура се уште не зрееме. Ова ме моја генерална некаква дефиниција или оцена. Не го кажувам ова со некое задоволство, со жалење го кажувам. Треба сите заедно да зрееме. Особено македонските политички партии кои го имаат и временскиот период, значи обстанокот од нивното формирање како демократски, зборам од 90-тите, а особено СДСМ која е наследничка на комунистичката партија на Македонија, толку големи организации со толку голем стаж, со таква меморија сочувана, не е добро да денеска не мислат или мислат малку или да бидат крути во однос на
на соработка со други заедници. Што се заедници. однесува до СДСМ, тие туку што се подмладија партиски, таму и речи си нема никој кој е над 50 години, така што зрењето е процес кој што на крајот излегува дека Али Ахмети делува како почитуван дедо, будрец на политичката сцена, особено меѓу албанците. Каде ја гледате таа перспектива, бидејќи ова што е, вие говорите за зрење и така натаму, еве завчера, пред неколку дена, повторно се затркала идејата за Илирида. Повторно се најавува формирање партија, додуше ова веќе јас сум заборел кој број поред е, што се најобично пред избори тоа се случува и така натаму. Се чини дека тие што имаат подолга меморија врзани се за една прилично застарена идеја, би се рекло надмината. Не знам дали се согласувате во таа оценка. Прво да се дистанцирам од вашата квалификација за Ахмети, јас не се согласувам со тоа. Јас се разбирам со симпатија го кажам тоа. Да го кажам ја моето, па добро да се знае. Да се знае. Во однос на ваквите застарни идеи, ја мислам дека не е време за такви идеи во мултиетничка држава и мултиетничко општество. Политичките партии треба да кружат околу идеолошкиот политички центар. И тука треба да ја водиме битката заеднички, да ги култивираме различностите, да ги почитуваме, да ги истакнуваме и така да ја градиме државата. Све што е радикално, све што е десно радикално и лево радикално, мислам дека не е здраво за мултиетнички држави. Впрочем, не мора да докажувам тука научно, видете ги секаде по светот, кај што се мултиетнички држави, се наоѓа заеднички јазик, се почитуваат јазикот, културата на другиот. И затоа со заканиот типот ние ќе се отцепиме нова држава, мислам дека и си правиме штета на самите себе си прво, па после и на нашите пријатели, сограѓани, соседи и така натаму. Јас се дистанцирам од таквиот вординг и дискурс во политиката и се обидувам, најискрено се обидувам, без разлика на бројот на пратениците кои го имаме, сакам со нашата политичка партија, со овој политички дискурс, да допринесеме малку во креирање на нова политичка култура, повисока, која се базира на универзални вредности, човекови прво, па и политички. И мислам дека само така можеме да одиме напред и во однос на градење на добра држава, а потоа и на подигање на квалитетот на животот, што е најбитно на крајот на краиштата, и по тоа се мери политиката. Ако не успееме да испорачаме подобри политики, подобар живот, повисоки плати, подобра економија, подобро здравство, тоа значи дека сме потврдиле. Нема друг индикатор. А особено да не зборам за иселувањето. Значи, ако дозволите како држава да ви се исели еден млад човек. Тоа е веќе завршен процес во Македонија или процес кој што е веќе толку за жал не е завршен. Додуша, господине Гаши, сега што е право, сите земји од источниот блок поминаа низ тоа, па дури и на западот. Денеска иселувањето, мобилноста е карактеристика која веќе не може да се мери со некакви репери од 80-ти години, од 70-ти години. Денеска младиве, како да ви кажам, само не би го минимизирал толку за нашите прилики. Тоа би било нормално во ние сме светот е отворен, треба луѓето да патуваат, да се школуваат, да работат кај што има подобри услови, но не во држава со 1,5 или 2 милиони да ви 500-600 илјади да ви отидат. И тоа е податок од Светска банка од 2002, каде што се вели дека 500.000 граѓани ја напуштиле државата. Тоа е голема бројка, околу 25%. Затоа мислам дека не треба да го минимизираме толку, а сите знаеме за тоа што инвестираме во еден доктор, например, 6-7 години да студира и потоа денот што ја добива дипломата, го гледаме како вади билет за Берлин. Тој ден веројатно добива и диплома од германски јазик, кој е училиште, па. Ова не е за подценување, сепак. Секогаш е задоволство со вас да пресечеме макар во 20 и 5 минути да ги пресечеме актуелните теми.
Ќе се видиме повторно до локалните избори, бидејќи од ова што го разговаравме, сваќам дека се уште немате определено што точно ќе правите, со кого точно ќе коалицирате, како точно ќе ги направите математиките, можеби и се уште рано. Насоките се поставени, но сепак зависи и од другите. Ние сакаме коалиција со Алијанса. Мислам дека ќе биде, потоа ќе отвориме и нов процес на соработка со другите политички партии. Ќе го провериме и господинот Села одека. Благодарам многу, ми беше задоволство како и секогаш. Африм Гаши, председател на Алтернатива, благодарам, е пратеник во собранието. Не стигнавме да разговараме за други собраниски теми, ама еве влеговте во старата сала денеска, утре како ви е планот? Уште не, ама вчера имаше комисија за немате проблем. Ќе треба они веќе сите се имунизиравме и ние и службите. Така да мислам дека ќе биде безопасно до одреден степен. Нашата опасност доаѓа од говорницата, не од кај што седиме. За жал. Ќе биде ова zanimljivo и со ода што почнавме дека дуе како пандемијата.